името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Идеме во храмот Божи и се молиме на нашиот Спасител, Господ Исус Христос, на наша Мајка Богородица и на сите светители, посветители, маченици, апостолиците, преподобни богоносилци наши. Кога дојдеме во храмот, драги браќи и сестри, треба да дојдеме чисти. Чисти по душа. Да не грешиме и кога дојдеме во храмот, Бог знае зашто идеме и зашто сме дојдени одека да го молиме. Бог не сака горделивост. Бог не сака ни разбирање меѓу луѓето. Бог не сака ништо што е лошо, што му не годува на човек. Бог сака смирението, разбирањето помеѓу нас, љубовта помеѓу нас. Да нема растури на бракови, растури на семејства, да не се почитуваат младите еден со друг, синовите, ќерките да не ги почитуваат родителите и обратно родителите да не почитуваат своите деца. Нема поголемо лошо од тоа. Најдобро е и најубаво е кога прво го носиме во срцата Бог. Кога го носиме, тогаш имаме во нас љубов. Имаме разбирање, имаме почитување еден со друг. Поголема радост нема да се сакаме еден со друг. Поголема убавина нема од тоа. Да се сакаат браќата и да се почитуваат еден со друг. Да се сакаат младоженците, младите, да се сакаат родителите, браќата, сестрите. Од тоа поголема радост нема. Јас на себе проповед да ги кажам, велиме, оди многу сакаме, на крај тоа што го имаме, го губиме. Велиме сме дојдени голи, и голи ќе се одиме. Не, сме дојдени голи, али со греови ќе се одиме. Оти не можеме да се опростиме еден на друг. Ништо нема да земе со себе. Никој нема ништо да земе со себе. Само ќе ги земе греовите и што не се ги простиле грешките на нашите блиски пријатели и подалечни. А таму горе ќе одговараме за се што се одека направиме. Затоа, сите молам секоја служба по ова, колку можеме еден на друг да се простуваме, колку може повеќе љубовта меѓу нас да навладее. Само момент, и за тоа се вели во светите книги, на сега се пишува за разбирањето, почитувањето еден со друг. И Бог тоа ни го спомнува во секој момент нашиот живот. Ај Боже, ако сакаш, еден дел е тоа од книгите свети. Господи, Ти го осуди фарисејот кој се оправдуваше себе фалејќи се со своите добри дела, а го оправда митарот кој се смири и со воздишки бараше очистување. Зашто Ти не го слушаш говорот на горделивите, а смирените срца не ги понижуваш. Затоа и ние во смирение паѓаме пред Тебе, кој пострада заради нас, дај ни прошка и милост голема. Од тоа дај ни нешто поголемо. Прошка и милост голема. Да си простуваме. Иде Великиот пост, сега на 23-ти, ќе почне постот на 22-ти точка, па да се трудиме во овие недели, колку што можеме да се простуваме, да се сакаме, да се почитуваме, па да можеме живи, здрави, вериде, со радост и убавина да се дочекаме. Амин.